Оризопроизводителите ги ставија протестите во мирување и се враќаат на нивите. На денешната средба премиерот им ветил дека ќе најде начин да го реши проблемот со заостанатата реколта, но и ниската откупна цена. Единственото барање 25 денари за оризова арпа е прифатено, велат од иницијативниот одбор. Каков ќе биде моделот со кој ќе се амортизира цената, ќе се знае во четврток. Мислам дека оризот ќе почне да се откупува со 25 денара. Од која дата, тоа го четврток накратко ќе биде соопштено. Другите сите мерки се остануваат како што се субвенции се остануваат исти. Нашата цел беше 25 денари по кило оризова арпа. Оризопроизводителите се надеваат дека ова нема да биде уште една предизборна манипулација како онаа во 2017-та кога им ветуваат 25 денари. Подолг период кај ни врие. Нивното незадоволство стана уште поголемо откако оризовата арпа достигна цена од 16 денари, па поради тоа половина од ланската реколта ја чуваат во амбарите. Жетвата ќе почне за 15 дена. Кога се нови шупи треба да правиме за да го складираме оризот. Овие откупувачите велеа ајде на 20 дена, ајде на 3 месеца, сега и 3 месеца е многу. Значи ние после 3 месеца се да го даде оризот, после 3 месеца ќе дојде, тоа знаеш кога пари ќе земеме никогаш. И таа цена сега што нудат овие откупувачите. Значи ние и само ни правиме богати. А ние немаме пари од тоа, не остануваат пари за живот, за гол живот немаме. Оризопроизводителите од Кочанско организираа неколку протести, а минатата недела најавија бојкот на изборите, доколку и понатаму власта остане глува на нивните барања.